За долгогодишни особено значајни остварувања во областа на културата и уметноста, наградата 11 октомври се доделува и на Зоица Буровска-Велевска, прима балерина. Зоица Буровска-Велевска со својата енергија и изразеност успеа да создаде незаборавни ликови. Уште од своите почетоци, следејќи ја нејзината дарба, упорност и трудолюбивост, Јаволеса девојка, Рајмонда, Силфиди, Бајадерка, Дубровнички легенди, се потврда за нејзината класична едукација. Потоа Охридска легенда, Дон Кихот, легенда за љубовта, Бакчисаревска фонтана и други, се потврда за комплетен уметнички израз. Меѓутоа, таа добро се снаоѓа и во помодерни или некласични да ја прими наградата 11 октомври. За долгогодишни и посебно значајни остварувања во областа на новинарството, наградата 11 октомври се доделува на Борис Ѓорчев, новинар од Скопје. Борис Ѓорчев со новинарство почнал да се занимава со неполни 15 години, соработувајќи во весникот на гимназијата. Тој е еден од најеминентните представници на генерацијата која во македонското новинарство се појави во почетокот на во секојдневното довршување и соучување, а неговите основни вредности се вистината, трудот и објективноста, високата продуктивност и квалитет. Така тој исправи својата богата новинарска, авторска и педагошка кариера, несебично пренесувајќи им своите драгоценни искуства на младите, истовремено почитувајќи големиот интегритет и индивидуалитет. Во изминатите децении низ неговиот уметнички рад се поминале текстови на стотици новинари, а денес се значени чинители во македонското пишувано електронско новинарство. Го поканувам господина Борис Ѓорчев, новинар, да ја прими наградата 11. Сега го поканувам професор доктор Љупчо Ајдински да се заблагодари од името на годинашните добитници на наградата 11 октомври. Почитувани дами и господа, почитувани гости, драги пријатели. Дозволете ми во ова исклучително ретка можност што ми е дадена во име на добитниците на наградата 11 октомври да ја искажам големата благодарност до одборот и пошироко до општествената заедница за изборот и за честа што ни е окажана и да упатам благодарност до организациите, установите и поединци што ги дадоа предложите. Веднаш на почетокот сакам да ја изразам нашата голема радост што денот денешен го чествуваме во годината кога одбележуваме 100 години од македонската државност и од великиот Илинден. А исто така на граѓаните на нашата земја да го честитам големиот ден 11 октомври, символ на непокорот и слободарскиот копнеж. Доделувањето на оваа престижна награда го чувствуваме како лично признание за нашиот придонес во науката, културата, уметноста и новинарството. Но во исто време го споделуваме чувството и гордоста дека сме избрани само еднакви меѓу еднаквите од големиот број работници, творци, креатори во сите сфери на општествено-економскиот, политичкиот, културниот и социјалниот развој на нашата држава. Ние сме особено сретни што нашата Република Македонија во изминатиот временски период, а на основа огромниот традиционален и национален, физички и интелектуален потенцијал, чуван и негуван во јадрото на маките и страдањата, достоинството и гордоста, успеа во повеќето области на своето обстојување да се дигне и до светските достигли. Во таквото создадено ниве, индивидуалните постигнувања со долготрајна, истрајна и целосна посветеност во работата, заедно со своите колеги и соработници, дават плодни резултати. Остануваат бројни научни дела, уметнички вредности и новинарски достигнувања како богатство на нашиот народ и на нашата земја. Но
радува фактот што имаме и врвни институции во тие области, како што е Институтот за македонски јазик, што постига резултати кои може да се споредат со светските реномирани такви институции, ако не и повеќе. Токму тоа, на Одбор за доделување на највисоката државна награда, веројатно му ја отежнуваше до максимални граници неговата благородна, но и тешка морална обврска и своевидна одговорност да го направи овој избор. Со признанието што денес го добивме, се чувствуваме среќни и горди, што даваме скромен прилог за унапредување на дејностите во кои работиме. Ке не радува ако овие достигања, како и многу други досега, придонесат нашата држава да се вклучи меѓу голем број земји во светот кои посветуваат соодветно внимание на науката, културата и на објективното информирање. Затоа, наградата што денес ја добивме представува символизирана сатисфакција која пред младите остава аманет да не го испуштат одот на сегашната цивилизација, почитувајќи ја одамнешната мудрост, дека не е културен оној кој целиот свет не го смета за едно семејство и кој во него не може да се вклучи. Благодарам на вниманието. Почитувани дами и господа, драги гости, ве поканувам да им честитаме на годинашните добитници на наградата 11 октомври.